Kia Motors Македонија. Знаете зашто почитувам да се насмеав? Од едноставна причина што не милувам и не сакам некој која Господ да го спомнува во една погрешна конотација. Велам дека секогаш навистина Господ и стави рака на оваа емисија и затоа постои 7 години. Минува низ многу искушенија, падови, многу ретки успони. Успоните се заедно со вас ги бележам. Еве наредната емисија ја одбележувам 700-та поред, 7 години постоење. Во знакот на седмицата, значи среќата да речам. Не сакам нумерологијата да ја дефинирам, па ли Томич Господ видел, па навистина не можеше, ти се блокира линиите. Не велам, навистина лошиот, оној да не го спомнам, беше повеќе доминантен, па ми ја оневозможи емисијата да ја реализирам во целост како што треба, бидејќи гласот на народот е празен без гледачите. Еве сега ја имам во живо Роза Томеска, нашиот известувач од Камбера, на Отворено со народот, кој, знаете, неколку емисии не известува што има ново, што се случува во Камбера, во главниот град на Австралија, со оглед дека не известуваше за посетата на премиерот Никола Груевски. Еве да и посакам добро утро или добро вечер по македонско време. Дали се слушаме? Добро вечер, господине Томич. Поздрав за вас и за вашите гости. Морам да ви признам дека поради актуелните настани и избиднувања во регионот и во Македонија, добро се дојдени овие ваши трансперентни емисии и сеопшто поздравени и прифатени. Па вака да ви кажам, иако временски најдолго од сите сме биле во статус на жртва, и тоа во најпеколно минато, сепак нашиот народ на крајот, некогаш навреме, некогаш покасно, но сепак успел некои од предавниците да ги задели и да ги жигоса како изроди и предавници на својот народ. Господине Томич, досега погносен збор од зборот предавник не сум сретнала. Сега најмалку ни требаат, ама ето се појавуваат и ги има и тоа на платен список. Еве во случајот со новонастанатава ситуација со Љубе Бошковски. Морам да ви признам дека целава македонска заедница е разбранувана, не можејќи да поверува ова што се говори. Шокантно и недостојно за македонскава дијаспора. Едноставно не можеме да поверуваме како може Љубе Бошковски да дава вакви изјави и прави сојуз со Бранко, кој го испрати во затвор, а не го пречека дома како слободен. Господине Томич, можам да ве убедам дека македонскава дијаспора нема да толерира предавници, без разлика, од каде доаѓа, дали од ВМРО или од СДС. Предавниците ќе си го добијат заслуженото, а тоа е најлошото за еден човек, жигот на срамот, што се вика предавник. Сега во овој момент за нас во дијаспората поголема важност е да се добие ослободителна пресуда на нашиот вистински македонски син, господинот Јохан Тачувовски, кој се покажа со сите човечки добрости како храбар, хуман и мощна стабилна личност, кој досега во маратонскиот судски процес не покажал со прст према никого или некакво обвинување према некого. Затоа целата македонска заедница со сите мисли и со сето срце посакуваме слобода за нашиот Јохан. Го поздравуваме неговото храбро држење и неговото достоинство што го покажува. И како втора најава, најважна цел е одбраната на името на татковината. Овие две работи се далеко поважни од што случајот Бошковски. Чувствувам дека тука треба да дадеме малку простор за да се види дали неговите изјави се дел од сценариото за неговото ослободување или нешто друго. Вниманието на нашите сонародници во Австралија е свртено кон лидерите на опозиционите партии поради тоа што дискусиите, ставовите активно ги насочуваат во полза на нашите негатори. Сите нивни активности, вклучувајќи ја и антикризацијата, посебно за време на предизборните кампањи, беа силен мотив и храна за грчката стратегија да ги засили притисоците и така преку македонската опозиција да се ги оствари нивните цели. Целава македонска заедница не може да се изначуди со нашата опозиција. Како може да си дозволи да се врши силен притисок врз власта за да го смениме нашето име како да е дел од нивниот договор? После знамето, уставот, малцинствата да летне и името на нашата татковина. Овдека чувствувам, господине Томич, дека аналитичарите треба да проанализираат малку подлабоко како опозицијата се однесува и како се доближува до грчката стратегија. Таа за догледно време нема теоретска шанса да ја урне ова влада, после изгледа опозицијата игра,
на друга карта како да го искористи притисокот на меѓународниот фактор и да му помогнат во освојувањето на власт. Од колено на колено, со лазење, со падни, стани, векови се дочувавме како македонци и сега во слобода така наивно да се обележиме поради нашите предавници. Бога ми, дијаспората ќе се протистави на тоа. Само погледнете во книгата Судени за Македонија, нашиот почитуван писател, професор доктор Стојан Ристевски, ќе видите дека нема село и град во Македонија, а да не да затворени како жртва на предавници и како главна причина само затоа што си ја сакале Македонија. И ќе видите како една плејада македонски патриоти страдаат по затворите само затоа што ја сакаа слободата и името на татковината. Должност имаме да не го дадеме нашето свето име и према Бога и према оние кои ги дале животите и према оние плејада македонски херои кои ја сакале и се бореле за слободна Македонија. Према оние кои чмаеле по затворите во самици од многу порано преку Методија Ченто, Панко Брашнаров, Павел Шатев, преку Драган на Богдановски, се до Ангелета Македонецот, кои со своите страдања браниат честа на Македонија. Кон овие македонски великани имаме должност на сегашните предавници да му кажеме не на промената на името на нашата земја. Сегашните предавници се најопасните од сите досега, затоа што на сите идни генерации ќе му оставиме да почнат од нула. Еве, господине Томич, ова е пораката нашата далечна Австралија. Благодарам многу, госпоđа Томеска, за исцрпната информација и порака што ја упативте од Камбера до Австралија. Знам дека кај вас се случуваат сите настани, преку вашето радио се канализираат сите пораки на македонците во дијаспората во Австралија, со оглед дека Камбера е главниот град на ова голема држава, која исто така покажа и даде поддршка на Македонија, особено со подпишувањето на договорот за социјална политика. Сега треба да преминеме претпоставам до Канада, во Торонто. Таму треба да го имаме Мирче Смагранов. Претпоставам дека режијата ќе воспостави контакт, линк со господинот Мирче. Ние имаме различни часовни зони, почитувани гледачи. Знаете дека овие држави, некои се пред нас многу сати, 10 сата, некои се под нас неколку сата. Значи, сакам да најдам на разбирање и на самите мои соговорници дека или ги будиме, или се доцна, да речам, предлегнување. Така, еве, ние знам дека бутно ја гледате оваа емисија, дека има голем број, исто така од ваша страна заинтересирани да се јавувате. Сакам да најдам на разбирање дека ве молам можете да упатите порака доколку мојата почитувана колешки секретарка Мелита и целиот тим имаат можност да го регистрират мејлот отворено со народот мајмунче yahoo.mail и отворено со народот gmail. Ве молам, пратите пораки, че можеме да ги објавиме. Претпоставам дека го имам. Господинот Мирче, добро утро. Да. Како сте? Ние сме добри тука. Да. Сакам само да ве замолам со оглед дека има фонија, малце да го воспоставиме добар тонски запис. Кој е вашиот став? Претпоставам дека не следите. Прашањето е апропо неодамна објавениот клип на YouTube за и околу случувањата во Пула, каде сведочеше поранешниот министер за внатрешни работи, господинот Љубе Бошковски. Кој е ставот на Канада? Ние тука македонците во Канада сме страшно разочарани од изјавата на Љубе Бошковски, кој на сметка на други се извлече од затворот од Хаг и како лидер и патриот требаше да ги спаси нивните следници, а потоа да мисли за сам себе. Ние инаку го мислиме за Љубе, ние инаку имавме за Љубе Бошковски и ние бевме едни од првите што го поканавме кога го пушти од Хаг, ама што можем да кажем сега за Љубе? Никогаш не го очекувавме ние ово од Љубета, а сега тој самиот треба да се види на огледало и да види кој го гледа на огледало, дали се гледа самиот како патриот или како лидер на Македонија или да се гледа како некој предавник и не знам како да речам.
страшно сме разочарани.